Само со ред и закон младите може да се задржат во државата, децидене председавачот на политичката партија Родина Македонија, како што вели на младите и недостасува духовното, моралното и традиционалното, а се кај нив се сведува на пари. Токму затоа екзистенција бараат надвор од границите на државата. Ред и закон. Младите пред се бегаат поради тоа што нема ред и закон. Но мораме да воспитаме генерација на која што кешот нема да биде цел, односно парите, туку средство. Парите не се све во животот. Замислите, нашите предци доживеале конкретно моите дедовци, две балкански и две светски војни, и едниот дедо ми имаше 3 деца, другиот 6 деца. Никогаш не се пожалиле. Што се случува со нас? Ние сме генерација која што најдобро живе од сите минати генерации од аспект на материјалното. Но гледаме дека нешто ни фали. Што е тоа што ни фали? Ни фали духовното, ни фали моралното, ни фали традиционалното, ни фали дека ние не сме тука само да уживаме у животот, туку имаме и обврска да служиме на овој народ. Предците наши се превртуваат во гроб поради нашиот однос кон сопствената земја. Додека во образованието улога има партијата, идентично како и во здравството, немаме млади. Како што вели Јованчев, партиите треба да им бидат слуги на граѓаните и на тој начин да функционира државата. Образованието го партизира. Сега општината ви ги одлучува директорите. Внимавајте, општината, градоначалникот одлучува кој ќе биде директор на школата. Пазете која апсурдна ситуација. Се издигна партијата над сите системи. Мора да ја урнеме. Се апсурдно, јас доаѓам од политичка партија, велиме мора да урнеме партијата. Да, ја велам дека партијата мора да ја урнеме и да ја ставиме државата на прво место. Партиите мора да бидат сервис на граѓаните. Каде е промената на името во било која политичка партија во статутот да го има ставено? Никој го нема ставено, а 2/3 гласаа за промена на името. Со докторите истата работа. Во здравството вие имате непотистички црева, уште од стариот систем, кои што го истицуваат. И квалитетот што е во здравството се трга на страна за да може они да продолжат да го цицаат здравствениот систем. И тоа се покажа, дури дојдоа да сестра да може да прави малверзации во здравствениот систем, да продава лекови кои што се за тешки заболувања за канцер на косовскиот пазар. Според него имаме добра младина и треба да се работи за да се задржи во државата.